Распитот на осомничените се одвива во јавното обвинителство и во судот во Кочани. Александар Спасовски е таму. Александар, имаме ли информација колку мина се донесени на распит, колку мерки притвор се одредени, кои се квалификациите на делата кои им се ставаат на товар на осомничените? Цаци, она што го имаме како последна информација, тоа е дека градоначалникот на Кочани веројатно нема да биде меѓу осомничените, имајќи предвид дека некаде пред околу половина час тој сам без полициска придружба го напушти обвинителството овде пред сите десетина камери. Помина толку брзо што ниту еден од колегите не успеа ниту да ја вклучи камерата за да го имаме тој момент. Инаку постојано од овде се носат лица. Еве во моментов претпоставам може да се забележи еден од осомничените се спроведува кон истражен затвор. До овој момент обвинителството не изнесува точно детали и бројки за тоа колку мина од овие 14 лица кои бројка која што објави државниот јавен обвинител. Нема информации колку мина од нив веќе добиле мерки притвор. Од она што можевме да го видиме досега 5 мина веќе беа спроведени од овде според неофицијалните информации кои што ги добивам од полициски службеници кои што се овде, меѓутоа пак ќе кажам неофицијални информации, тие се носат во истражниот затвор во Куманово, каде што ќе бидат задржани 48 часа. Инаку обвинителството на осомничените им става на товар серија кривични дела, меѓу кои и она тешки дела против безбедноста, како што соопшти обвинителот Коцевски, ќе се истражуваат сите околности и практично ќе се направи обид осомничени, односно ќе се собираат докази за сите можни кривични дела кои што може да се стават на товар во ова ситуација. Како што кажа обвинителот Коцевски, на полицијата е дадено, како ајде така да речеме, еден отворен налог да апси секој кој што мисли дека е поврзан со ова кривично дело. Во моментов, како што може да се забележи, еден од осомничените со полициско возило се спроведува веројатно во истражниот затвор. Овде колегите се поставени и го чекаат, во секој момент го очекуваме пристигнувањето на екс-министерот за економија Крешник Бектеши, кој овде веројатно ќе треба да даде исказ пред судија на претходна постапка. Според она што го соопшти државниот јавен обвинител, значи до овој момент има 14 лица кои што се гонат за различни кривични дела, меѓутоа не се соопштуваат попрецизни информации, бидејќи како што велат истрагата се уште е во тек. Сепак обвинителот Коцевски вели дека истрагата ќе се води брзо, темелно и дека нема да се дозволи никој да побегне од правдата. Имаме дел од пораките на државниот јавен обвинител. Еве им ветувам на граѓаните дека ќе биде истрагата брза, ќе биде истрагата ефикасна и сите кои сториле инкриминирани действија ќе одговараат, со тоа што можам да дадам уште еден апел. Секако ги разбирам граѓаните дека имаат огромна тага и болка, но и гневот што го чувствуваат, бидејќи го чувствуваат сите, па го чувствувам и јас како јавен обвинител, но апелирам до сите дека во ова време во кое мораме смирено да се обединиме и целата своја енергија да ја насочиме кон тоа да се осигураме дека виновниците за ова дело ќе одговараат и никогаш повеќе нема да се соочиме со вакви тешки последици. Обвинителството ќе ги изведе пред лицето на правдата сите одговорни со тоа што навистина ќе повторам и она вчера што го кажав, овде е веќе дел на ерозија на системот. Цаци, не знам дали сме се уште на линија, доколку ме слушате, пред да се одјавам, сакам да споделам информацијата дека додека се приведуваат овде луѓе и се носат на распит па од овде кон истражниот затвор во Шутка, тука во Куманово, тука пред судот во Кочани има собрано прилично голема бројка на роднини, блиски и пријатели
пред се на оние кои што биле вработени како обезбедување. Сите тврдат дека станува збор за луѓе кои што помагале при извлекување на жртви, на повредени. Има бројни сведоштва за тоа дека токму овие луѓе ги извлекле од пожарот, од сето она што се случувало во дискотеката. Александар, ти благодарам. Ке имаме